И покрај решението за необјавување на одлуката за деталните урбанистички планови од страна на градоначалникот Андре Жерновски и покрај документот од Институтот за земјотресно инженерство дека секоја градба на водно на ДНК е ризична, и покрај противењето на граѓаните на општина Центар и градот Скопје, и покрај фактот што паѓаат потпорни ѕидови во градинки и се лизга земјиштето на водно, ВМРО ДПМН ги турка своите собствени бизнис интереси. Денес повторно бевме сведоци на политичкото насилие со што се гаси јасно изразената волја на граѓаните на општина Центар. На нелегален начин ВМРО ДПМН, поигрувајќи се со човечките судбини, се обидува да ги донесе спорните детални урбанистички планови на Тасино Чешмиче и Капиште Водно. Решителноста на ВМРО ДПМН да ги оствари своите собствени бизнис интереси оди дотаму што гази по човечки судбини. Денешната седница повторно покажува дека процесот против Шиповиќ бил со единствена цел – насилно преземање на Советот и на власта во општина Центар. Ова е прва иницијатива воопшто на советниците на ВМРО ДПМН во овој мандат. Јавно ги прашуваме, што е толку важно во овие дупови? На кој начин со овие дупови се штитат интересите на граѓаните? Зошто даваат иницијативи за десеткатница на водно, а не даваат, на пример, за зајакнување на паднатите потпорни ѕидови на Панорама? На чии бизнис интереси се заложници? Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери, заедно со градоначалникот, нема да дозволат граѓаните на Центар да бидат заложници на бизнис интересите на власта. Со сите механизми што ни стојат на располагање, ќе се спротивставиме на дивењето на урбаната мафија предводена од ВМРО ДПМН. Кои се механизмите за сега? Може прашање? Имаме според Уставот, Уставен суд се има процедури. Како гледа советничката група на Шиповиќ? Тоа е политичка одлука, партијата си има своји органи и тела што одлучуваат по тоа. Благодарам.